بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا كريم اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. Благодарност му припаѓа на возвишениот Allah subhanahu wa ta'ala. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата честна фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец, неговиот суннет се до судниот ден. Почитувани браќа, ние имаме почнато со една тематика, а тоа е 40 придобивки од намазот во џемат. Изедовме претходниот дерс 5 придобивки и завршивме 5, објаснавме накратко и вечерва во името на Allah subhanahu wa ta'ala ќе продолжиме со шестата придобивка, а тоа е спасението е во следењето на пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Значи од придобивките намазот во џемат дека е спасението е во следењето на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Зашто? Затоа што пратеникот салаллаху алейхи ва селем секогаш кланяше со џемат. Ретко многу му се има десено некогаш да кланјат сам. Значи фарзот, пратеникот салаллаху алейхи ва селем фарз намазот го кланяше секогаш со џемат. А нафиле кланяше сам. Во Рамазан имат клањато со џемат, имат клањато 3 вечери или 4 вечери имат клањато со џемат, и потоа пратеникот салаллаху алейхи ва селем не излезе повеќе во џамија да клања со џемат таравија, затоа што се плашеше да не се праит фарз, да му се праит обавеза на својот уммет, и потоа тие не ќе може да го клањаат тој намаз, ќе биде тешко за нив, затоа што во времето на пратеникот салаллаху алейхи ва селем уште се спушташе вахјот. Значи уште објавата слегвеше, и затоа пратеникот салаллаху алейхи ва селем се плашеше за својот уммет да не му биде обавеза и намазот на таравијата, и затоа само 3 вечери кога виде дека џамијата се наполна веќе до надвор, и тогаш пратеникот салаллаху алейхи ва селем не излезе повеќе во џамија. Но после смртта на пратеникот салаллаху алейхи ва селем намазот на таравија се врати пак со џемат, затоа што пратеникот салаллаху алейхи ва селем веќе беше умрен, и она што се плашеше пратеникот салаллаху алейхи ва селем не можеше повеќе да биде, значи да се прави обавеза, затоа што вахјот, објавата се прекина со умрењето на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Затоа во ова треба да внимавате, зашто ќе слушате од некого дека таравијата или цел месец да се клањат со џемат, некој ќе вели дека е што новотарија. Туку тоа не е новотарија, тоа е суннет на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, затоа што асхабите, посебно Омар ибн ал-Хаттаб радијаллаху таала анху, тој е првиот што го врати, значи таравијата да се клањат повторно со џемат. А вие знаете дека асхабите не прават новотари, не прават бидати, затоа што пратеникот салаллаху алейхи ва селем што рече во хадисот на Ирбад ибн Сарија: алейкум би суннети ва суннетал хулафа'i ар-рашидин al-махдијин мин ба'ди. Фатете цврсто за мојот суннет и суннетот на четирите праведни халифи. Кои се тие? Абу Бекр, Омар, Осман и Алија. Затоа немој никој од асхабите да прави нешто што пратеникот салаллаху алейхи ва селем не го имат праено. Шеста придобивка, значи од намазот со џемат, велит спасение во следењето на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, и ова немат сомнеш дека следењето на пратеникот салаллаху
алейхи wasallam е обавеза, затоа што Аллах субханаху ва таала го има правено обавеза да се следи, да се почитуваат пратеникот салаллаху алейхи веселем. И немој човекот да се спаси или верникот да се спаси судниот ден, освен со следењето на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Затоа вие знаете дека човекот немој да влегви во ислам, освен ако сведочит што? Шехадето, шахаду ан ла илаха илlallah ва шахаду анна Мухаммедан расулуллах. Значи овие два зборови одат заедно, одат две реченици одат заедно. Немој некој да вели јас сум верник само со ла илаха илlallah, а Мухаммедун расулуллах не верувам. Или не сакам да го изговарам овај збор. Немој да биде тој човек верник. Не може да се нарекуваат како верник. И после ние имаме објаснато за зборот Мухаммедун Расулуллах, дека ова имат услови и имат основи. Имат услови и имат основи. Ако не се исполне тие основи и тие услови, тој човек од верувањето немој да му види валидно и немој исправно верувањето. И затоа спасение во следењето на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Е нормално дека следењето на пратеникот салаллаху алейхи веселем не е лесно. Не мисли дека ќе ти стават црвен тепик. Ако го следиш сунетот на пратеникот салаллаху алейхи веселем, тебе црвениот тепик ќе ти се пружи. Затоа ако се следи пратеникот салаллаху алейхи веселем, мора да имат да му се супротставиш на некои лоши закони од што ги има ставено луѓето. Немат кражба, немат блуд, немат камата, нема да го не смеш да лажиш, мора да клањаш, мора да земиш абдес пред да клањаш, мора да постиш, мора да даваш зекат, мора да одиш на хаџ, мора да се оддалечиш од што? Од новотариите, оние луѓето што ги следат новотариите, ќе те нападват, ќе ти велат вака, онака, ќе се обидат да те уплашат, за да застанвиш од кој? Од вистинскиот пат. И вие знаете дека многу убаво пратеникот салаллаху алейхи веселем, како што некој се појават дека ем следбеници на суннетот и ем потоа сакат да се со еден шминкиран ислам со шминки. Ако го следиш на пратеникот салаллаху алейхи веселем, не можеш да бидиш со еден шминкиран ислам. Но шминките падвет. Кога падвет повеќе шминките? Кога се ставиш во искушение. Искушението ти го откриват вистинското лице кој си. И то лесни искушувања. Па да се големи како асхабите што ги имае. Или пратеникот салаллаху алейхи веселем што го имаше. Значи ако пратеникот салаллаху алейхи веселем излезе јавно со вистината, тој правеше фитна меѓу својот народ во Мека. И тој 3 години скришно повикуваше. 3 години скришно беше. Слично на оно што го направивме ние. 2 години бевме скришни. Ниту излегвевме, ниту. Тамам што излеговме надвор, сега, не му се. И без да ги провоцираш, без да правиш некои провокации, освен да одиш да клањаш во џамија, значи ние треба да семе затворени, не смееме да излеземе, затоа што ова предизвикуваат фитна, според некои. Без да земиш некоја да правиш нешто. Освен да клањаш и пак позади ними, ниту да му сметаш во она што се вели во работата нивна, ниту освен само што те гледаат, те мрзат. Имаш правено фитна. Добро, ова не е чудо кога ќе го слушаш од кого? Од кого? Од оние што ги следат страстите, од оние што ги следат новотариите. То не е чудо. Не кога ќе го слушаш овој збор. Овој збор е почудо кога ќе го слушаш од оние што веле дека сме следбеници на суннетот, на пратеникот салаллаху алейхи веселем, а од оваа страна се плашит од својата сенка. Ако ти не си храбар, немој да бидиш пречка за оние што имаат храброст да ја кажат вистината и да го кажат суннетот на пратеникот салаллаху алейхи веселем, без да вреđаш, без да псуеш, зашто Аллах субхану ва таала не го сака тоа. Ти кажи вистината. Кажи вистината. Ја ајуҳаллазина аману иттақуллаха ва куну ма'ас садиқин. Аллах вели овие што верувате, плашете му на Аллах и бидете со кого? Со оние што ја кажат вистината.
Бидете искрени. Кажете вистината. Вистината нема потреба за вреđање. Вистината нема потреба за псување. Нема потреба да кажеш да му псуеш мајката, таткото, фамилијата. Тоа не е вистина. Тоа не е вистина. Тоа е лош ахлак. Тоа е лошо одгојање. Не, вистината се кажеш ова е вака, ситуацијата е вака, без да го вреđаш некого. Да се обидиш да ја смениш ситуацијата. Инна Аллаха ла югайиру ма би каумин хатта югайиру ма би анфусихим. Аллах во сура Рад што вели? Аллах субхана таала никогаш нема да ви ја смени ситуацијата се додека вие самите да се обидвите да ја смените ситуацијата. Со ахлак, со едеб, со кажувањето на вистината, без вреđање, без псување, без тепање. Само да ја кажеш вистината. Кај е проблемот овде? Која е фитната да ја кажеш вистината? Значи, субханаллах, сега има дојде до времето вистината, ако ја кажеш, ти сакаш фитна. Добро, оние што невистината ја кажат со векој ја кажат невистината, со векој лажет, со години седе така, ова ситуација е лоша за секого. Тие не прават фитна со ова? Значи, она било сунет, тоа е добро, тоа не е фитна. Немој да биде така. Ти мора да ја кажеш вистината. Она што е мора, обавеза ти е, посебно на оние што се водичи на умметот, на оние што се оџи, на оние што се имами. Ако ти е чутен, како? Ако чутет оние што ја знаат вистината, тогаш кој ќе зборви? Аллах субхана таала прво ние ќе не земе во одговорност. Ние што ви кажеме вас дерс. Ние што сме седнати овде, не е лесно да седиш овде. Да, вистина, овој стол мој да е помек, мало имат мало сунџера, ама овој сунџерот, судниот ден мој да ти биде што? Мој да ти биде оган. Може да биде трни од џехеннемот може да ти биде тоње. Немој да те лажи столот. Столот еден ден ќе заврши, 60 години ќе живееш, 70, 80, ќе умриш, ќе завршиш. Сите чинои што ги имаш овде, доктор, МР, не знам шо, каде, шо, све, првиот ден што ќе умриш, све ќе остаеш овде. Ќе вели џеназа тоа. Нема, кај Аллах субхана таала, Аллах нема да те викат судниот ден, о доктор фулан, о магистар фулан, о хафиз фулан. Не, Аллах ти викат, о Сабаудин синот на фулан, на Абдул Вахид. Вака ќе те викат. Затоа учењаците кога му теквеше на ова ситуација како ги викат Аллах судниот ден, многу плаче. Многу. Зашто она гордоста твоја што имаш натре, она што те лажет оние дипломите твои, она што имаш земано во овој свет, кога ќе ти паднет овие, ќе сфатиш дека кој си биден вистина. Колку си во потреба за Аллаховата милост. Колку ќе бидиш пишман. Зошто не беше барем да им помагаше на оние што ја кажа вистината. Allah veli ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. И немојте вели да им помагате ними со ништо на оние што прават неправда. Зашто? Затоа што ќе ве фати веќе оган на џехеннемот и вас. И овде има дојдено, немојте да му помагајте, ние вака го преведиме, него знаеш што во која смисла има дојдено овде, ни со срце да велиш дека ебе добро го имаат, можда добро го имаат. Оние што прават неправда. Со срце ако им помагаш, да не збориме со збор, да не речеме да бидиш пречка на вистината, да кажеш дека вистината било фитна, не вистината било. Не гледаат лошо сега со бради, зашто ја кажавме вистината сега, и ние со бради не гледаат лошо. Па вистината кај оне што е удаен од невистината и што е удаен со кражби, што е удаен со лоши работи, нормално дека вистината за него не чинит. Зашто веќе му завршат лагите, му заврши кражбата, заврши ова, заврши она, манипулација што правеше кај народот, све заврши еден ден ќе заврши. Сега за него тоа не е добро. Тоа е фитна е за него. И затоа спасот е во следењето на суннето на пратеникот салаллаху. Мухамед салаллаху алейхи кога излезе во почетокот во Мека, после 3 години јавно,
Значи за ними направил фитна. Тие сака да го убиват, го нарекуваe како што прави проблеми, го руши јавниот ред и мир. Зашто не може да се обожаваат сега камењата како што се обожаваe порано. Зашто слушаат луѓето дека овие се кипови, овие се камења, ниту корист донесвет, ниту штета остранвет. Тоа е рушење на јавниот ред и мир беше за ними. И затоа станаа сите, немојте да го слушате, овој прави магија, овој е поет, овој има тучено кај некој порано. Овој е мрднат во главата, будала е, не е саглам, мадам што многу убаво го знае кој е. И во истата ситуација сме ние, само ние помеко го имаме, не како ние. И пак ние немојме, пак се плашиме. Добро, читај го. Значи, следењето на пратеникот салаллаху алейхи ве селем во овој величенствен ибадет, значи заедничкиот намаз, и во останатите ибадети е причина за упатство. Аллаховата азза ва џел љубов и простување на гревовите. Значи, заедничкиот намаз е причина за простување на гревовите и причина за заштита од огнот и влегување во џеннет. Возвишениот Аллах субханаху ва таала велит: "Кул ати'у Аллаха ва ати'у ар-расул, фа ин таваллау фа иннама алейхи ма хуммила ва алейкум ма хуммилтум, ва ин тути'уху тахтаду, ва ма ала ар-расули илла ал-балагу al-мубин." Велит, па ако му бидете послушни, ќе бидете на вистинскиот пат. Потоа пред тоа, зашто вие го имате преведено накратко, Аллах субхану ва таала велит: "Кул ати'у Аллаха ва ати'у ар-расул." Вели о Мухаммед, покорувајте се му се на Аллах субхану ва таала и почитувајте го на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Па ако тие се оддалече од ова, не го почитуваат на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и не го почитуваат на Аллах субхану ва таала, тој ќе одговорит, пратеникот салаллаху алейхи ва селем ќе одговорит, ќе биде прашуван за она што му беше обавеза него. Што му беше обавеза на пратеникот салаллаху алейхи ва селем? Да ја кажат вистината, да ја повикуваат на луѓето, да му кажат, да му објаснит. После, ако му се покоруваат, убаво. Ако не му се покоруваат, тие ќе одговорат, Аллах субхану ва таала велит, што? Ќе одговорат тие за она што му беше наредба ними. Да го почитуваат на пратеникот салаллаху алейхи ва селем и да го почитуваат на Аллах субханаху ва таала. Ва ин тути'уху тахтаду. Аллах велит, па ако му бидете послушни, ќе бидете на вистинскиот пат. Значи Аллах субхану ва таала ќе ве упатит. Ако го слушате на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, ќе бидете упатени на вистинскиот пат. Ва ма ала ар-расули илла ал-балагу al-мубин. И на пратеникот на Аллах субхану ва таала не му беше нешто друго обавеза, освен да ја пренесвит вистината. Јасно да ја пренесвит вистината. Тоа е нас не обавеза. Зашто учењаците и оние што имаат знаење, им се следбеници на кого? На пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Тие што имаат обавеза? Да ја пренесвет вистината. Да ја пренесвет и да го сватат. После за тие самите ќе одговорат, после дали ги почитуваат тие зборови или не. Почитот не ти е обавеза према мене, почитот ти е обавеза према Аллах и на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. А јас ти објаснам. Само. Немат пратеник сега, следбениците на пратениците се учењаците. Оние што имаат знаење. Исто Аллах субхану ва таала што вели: "Кул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттаби'уни юхиббукум Аллаху ва јагфир лакум ذунубакум валлаху гафурур рахим." Кажи о Мухаммед, ако навистина вие Аллах го сакате, значи некој велет го сакаме на Аллах, тогаш мене следете ме. Така вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Му рече Аллах: "О Мухаммед, оние што велат дека се го сакаат на Аллах." Ова е ајетот на искушување, што велеше Хасан ал-Басри. Овој тест е, овој ајет е тест за сите оние што велат дека го сакаат на Аллах. Оние што го сакаат на Аллах мора да го следат на кого? На пратеникот салаллаху алейхи ва селем, затоа што само на тој начин Аллах субхану ва таала ќе ги сакат. И гревовите ќе ви ги прости. А Аллах субхану ва таала простува и милостив е. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем вели во еден хадис, што го пренесува Абу Хурайра,
Вели куллу уммети јадхулул џеннета илла мен аба. Значи целиот мој уммет ќе влезе во џеннетот освен оној што ќе го одбие тоа. Не сака да влезе во џеннет. Интересантно, имат некој што не сака да влезе во џеннет? Имат. Тие рекоа, а кој ќе го одбие Аллахов пратеник? Кој може да го одби џеннетот? Се чудеа асхабите. Види што рече пратеникот салаллаху алейхи ва салем, тој одговори, кој ми се покорува, кој ме следи, кој ме послуша, ќе влезе во џеннет. А кој ми е непокорен, тој одбил да влезе во џеннет. Кој ме слуша, ќе влезе во џеннет. Кој не ме слуша, тој одбива самиот да влезе во џеннет. Аллах субхана таала да не заштити. Седма придобивка, значи намазот со џемат е една од највеличенствените исламски цели. Заедницата, џематот, е највеличенствениот принцип на исламот воопшто. Значи, намазот во џемат не учит да сме ние заедница. Да сме ние заедно. Да сме ние како едно тело. Као што рече пратеникот салаллаху алейхи ва салем, што рече? Верниците како треба да се? Металул муъминина фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим металил џесадил вахид. Примерот на верниците во љубов, милост, едниот према другиот. Во послушност. Како е? Како едно тело. Ако некој орган, некој дел од телото има осеќат болест, целото тело ќе го осетви таа болка, ќе осетви таа болка. Целото тело. Интересантно. Ако прстот ти боли тебе, цела ноќ нема да спиеш. Малце му таму прстот има собрано гној, не можеш да спиеш цела вечер. Добро, главата што имат? Гној немат главата. Кој имат? Прстот имат, зошто не можеш да спиеш? Болката осетиш. Така е, ако еден верник, вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем, не учи да сме како едно тело. Еден верник, ако имате една мака, ако имате една болка, ако го видиш во опасност, ако го гледаш дека има потреба да им се помага, така треба да сте како едно тело. Ако тој има болка, и ти треба да имаш болка. Да му помогнеш со нешто. Ако немаш ништо да му помогнеш со во дуњалочки аспект, материјалски аспект, немаш ништо да му помогнеш, да се молиш за него и да осетиш натре, да осетиш натре болест. Значи намазот со џемат не учи да сме ние заедно. Затоа Аллах субхана таала кажавме во претходните придобивки, ниту во џихад клањање заедничко со џемат. Во џихад, во војна и клањаја асхабите со џемат, со пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Значи толку вредност имаше кај ними намазот со џемат. Многу изворни текстови поттикнуваат на џематот и придржување кон џематот, а предупредуваат на поделби и оддалечување од заедницата на муслиманите. Пратеникот салаллаху алейхи ва салем велит: Јадуллахи ма'ал џемаати. Аллаховата помош е со заедницата. Аллаховата помош е со заедницата. И уште вели, исто пратеникот салаллаху алейхи ва салем велит: Ал џемаату рахметун вал фурқату азаб. Заедницата е милост, а неслогата е што? Казна. Разделувањето е казна од Аллах субханаху ва таала. За да се вкорени овој принцип во душата на муслиманите, покрај намазот пропишани се и многи други ибадети во џемат, како што е случајот со хаџот. Хаџот како се прави? Само текфирците сами го правите. Денот на Арафат тие не оде, зашто не е погоден. Денот на Арафат тие што прават? Го постете еден ден покасно, кога луѓето веќе има завршено за Арафат, тие претежно, значи месечината не е видена точно, и денот на Арафат овие не сакаат да одат во Арафат, зашто не е Арафат. Разбира, само тие, значи, не сакаат и да се со заедницата со муслимани. Како што е случајот со хаџот, постот
Како постот со џемат? Постиме цел народ, сите муслимани, цел свет постит. Ова ти кажем дека заедницата е многу битна во исламот, дружењето е многу битно. Разделбата е казна од Аллах субханаху ва таала. Исто после не само што постиме истиот ден сите, се муслима, после што правиме? Правиме ифтар со фамилиите или со друштвото, или со најблиските, или со некое друштво. После другото што? Клањаме таравија со џемат. Потоа пак иде цава намаз со џемат. Значи, џематот имат многу висока положба во исламот. Затоа и Аллах субхану ва таала ибадетите ги имаат правено да се заеднички. Веćината од ибадетите да се прават со џемат. Џума намазот, собир меѓу верниците, меѓу нив да се сакаат, да се помогнат и така. Аллах бајрам намазот сама дома. Не, со џемат. Тарави намазот како што објаснавме. Значи, една од највеличенствените исламски цели е намазот со џемат, да сме заедница. Да се тоа ни го учи да сме заедно, како едно тело. Уште ова, осма придобивка, возвишување и јавно извршување на Аллаховите прописи. Во заедничкиот намаз е воздигнување на највеличенствениот исламски пропис, прописот на намазот. За оние кои ги почитуваат и извршуваат неговите прописи, Аллах субхану ва таала што вели? Залика ва мен ю'аззим ша'аир Аллахи фа иннаха мин тaqwa al-qulub. Па кој ги почитува Аллаховите прописи, тоа е знак за богобојазност на срцето. Кој ги почитува Аллаховите прописи, тоа е знак за богобојазност на срцето. Значи да ги почитуваш Аллаховите прописи, замислите брача, и да не ги пружиш нозете кога си в џамија кон киблето, не е харам. Не е харам. Дозволено е. Ама не е од едебот. Мекрух велат некои од учењаци да ги пружиш нозете кон киблето во џамија. Не е од ахлакот. Дури е тоа ако ги почитуваш овие прописи, тоа е казано за богобојазност на срцето. Исто така да не фрлиш џубре кога си надвор. Од кола, банането, таки љушпата од прозор на улица. Не. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем што велит? Ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'батун. А'лаха ла илаха илла Аллах ва аднаха имататул адha 'ani at-tariqi. Иманот е 70 гранки. 70 гранки. Во друг рива е 69, 70, не е битно бројот. Туку, значи, иманот е многу дела се делува. Не е само да му вервиш на Аллах. Иманот, како е верувањето наше? Е'тикадун бил қалб, да веруваш натре, со срце. После, да изговараш со јазик, дека веруваш. И другото што? Дела. Значи, од делата, зато велит, а'лаха ла илаха илlallah, че веруваш со срце, после изговориш шехадетот, вели најмалата гранка од иманот која е да отстраниш некое џубре од улицата, некое што му сметат на луѓето. И ова е дел од иманот. Па кои ги почитуваат овие прописи, што вели Аллах субхану ва таала, тоа е знак за богобојазност на срцето. Значи намазот ова го има. Намазот ова го има. Ти кога почитуваш намазот твој, ова е знак за богобојазност на твоето срце. Иначе ти кога не го почитуваш на твојот намаз, твојот срце нема богобојазност. Таквалокот се имат кренато од тебе. Зашто намазот е, вие знаете дека намазот е вториот столб на исламот. Вториот столб после шехадетот имат намаз. Најголемиот дел во ибадетот после шехадетот е намазот. Све овие другите што се прават пост, хадж, овие се под намаз. Намазот е првиот, шехадетот после намазот. Зато пратеникот салаллаху алейхи ва селем повеќе има зборувано за намазот него што има зборувано за постот и за хаџот или за другите. За намазот и Аллах субхану ва таала повеќе што го спомни во намазот, во Куранот, намазот или постот.
Намазот уште од првата страна во сура Бакара го има спомнато. Алладина юминуна бил гајби ва юқимуна ссала. Тие што веруваат во невидливото и го клањаат намазот. И потоа зечатот, искушение на срцето, зечатот. Зашто богатството човекот повеќе многу го сака. Да даваш за Аллах, ова е најтешко. Зато Аллах ва јутуна зека. Го даваат зекатот. Умре пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, вие знаете дека многу од верниците излегове од вера. Зашто? Не клањај намаз, не бе клањај намаз. Не, рекој зекат не треба да дајме повеќе. Умре пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, нема потреба да дајме повеќе зекат. Ебу Бекер рече, вие не сте верници. Омер се чудеше, рече, како може, рече, овие ла илаха илаллах клањаат намаз, рече, ти велиш не се верници, зашто не го даваат зекатот. Омер рече, кој го дели намазот, зекатот од намазот, вели, тој не е верник. Затоа што столбовите на исламот, кој ако се негират едниот, да се негира, да вели дека не требит, излегиш од вера, иако клањаш намаз. Ако го негираш зекатот, излегвиш. Ако го негираш постот, излегвиш. Ако го негираш хаџот, излегвиш. И така, натаму. Мислам дека е денеска за данас вечера доволно. Аллах субхану ва таала да ни даде корисно знаење, да не направи тоа ние што го чуваме намазот со джемат. Имаме земано 8 придобивки за намазот во джемат. Иншаллах таала имаме уште неколку да ја завршиме ова малата книга, зашто овде има дојдено на кратко. Има дојдено, ама после нормално може да се прошири со некој корис, со некој фајде, со некоја придобивка како што правиме. Го молиме на Аллах субхану ва таала да не правите до ние што го следат сунетот на пратеникот салаллаху алейхи ва салем, затоа што вистинскиот спас е во следењето на сунетот на пратеникот салаллаху алейхи ва салем и да не цврстит во ова што го кажувам, да не искушуваат во верата, да му се молиме на Аллах субхану ва таала како што вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем, Аллахуме ла таџал мусибатана фи динина. О Аллах, немој да го правиш, да не искушуваш нас во нашата вера. Вала таџали дуња акбара хаммина. И немој да го направиш дуњалукот да е најголемиот цел наш. Немој да го правиш дуњалукот, да стигнеме некој степен, да стигне задоволството на луѓето, а да го заборавиш задоволството на Аллах. Ова е опасност. Вие имам кажано правило. Ридон наси гајетун ла тудрак. Задоволството на луѓето е еден цел што никогаш не може да се стигне. Има имам кажано примерот со најстариот, со магарето, со синот. А вели, وَرِضَ اللَّهِ غَايَةٌ لَا يَنبَغِي أَنْ يُتْرَكَ. А задоволството на Аллах е еден цел што никогаш не треба да се остава. Ако Аллах те сака, сите нека бидат противници сега. Сега на почетокот ти бидат противници, а после сите ќе те почитуваат. Ама ако Аллах ти биде непријател уште од почеток, сите да ти се пријатели, Аллах субхану ва таала е оној што ги врти срцата на луѓето. Немојте да заборавите дека прстата се меѓу двата прсти на Аллах. Така вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, ги врти како сакат. На некого му го врти за верување, на некого му го врти за неверство, за куфр. Затоа вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, искушенијата ќе се зголемат, од ден на ден уште поголеми ќе бидат. Юсбиху الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. Сабах ќе стане како верник, на вечер како неверник ќе бидете. Бадиру бил аъмали фитанан кaqita'i al-layl al-muzlim. Вели пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, брзајте, правите добри дела пред да дојдат искушенија, како ако падви нешто во темнина. Ноќе. Може да се гледат ако падне нешто, ноќе ние до светло нема. Така ќе дојдат искушенијата големи. Юсбиху الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. Вели на саба верник, на вечер неверник. Јаби'у динаху би'арадин мин ad-dunya. Ќе ја продаде својата вера за нешто ситно од овој дуњалок. Ќе може да ја продадеш својата вера со еден збор, а ти не знаеш.
Може да ја продаеш твојата вера кога велиш сејте вие суннето сејте на страна вака скришно, знаеш, не треба да излегвите суннето, добро е бидеото нека продолжи така. Да не му го расипиме чефот, зашто ќе правиме фитна, ама може со тоа да ја продаеш твојата вера. Може со тоа да ја продаеш твојата вера. Ние не сме дојдени овде во овој свет да му правиме чеф на луѓето. Ние сме дојдени овде да му правиме чеф на кого? На Аллах. Кој е целот? Зошто Аллах субхана ва таала има створено нас? Сура Даријат 56 ајет, што вели Аллах? Ома халактул џинна вал инса илля лијабудун. Не ги створив џиновите и луѓето освен мене да ме обожуваат. Не вели да му правите чеф на овие, на оние, да сејте скришни, да се покриете ваму, таму. Добро, вистината кога ќе излегви? Кога? Ако некој не станви да ја каже вистината умри. Да вели пратеникот салаллаху алейхи ва селем секогаш кога усвари учењаците, ако се појави некој суннет, умрите еден бидат. Ако се појави еден бидат, умрите еден суннет. Така е. Ти кога го објавиш твојот сунетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, го објавиш, умрет некој бидат и нивни. Умрет и се ослабвет. Кога ти сунетот го криеш бидатот, ојач вид и бидит појак. Немој да бидиш шминкиран ислам, немој, ем со ним, да ме грлетич, брат, да ти веле чафирите. Ако ти веле чафирите, брат, опасно е тоа. Не брат, но не само изговор. Тоа е лесно, не е проблем. Да ја почитуваш комшијата, да те сака, да го сакаш, да, ама не брат вече да те сакат, зашто и верата му пасират ними она што го обожаваш ти на Аллах како тој сакат. Ако е така, твојот иман е голем прашалник. Аллах субхана ва таала да не упати тоа кулу каули хада ва астагфируллах ли ва лакум субханак Аллахумма бихамдика ашхadu an la ilaha illa ант астагфирука ва атубу илейк.